Почитувани гледачи, ви посакуваме топло добре дојде од студиото на Централниот дневник на КТВ телевизија. А во него во детали за сите оние настани случувања со кои го заокруживме и овој ден. Се очекува во текот на наредната недела да протече водени системот Макарија. Ова информација на својот Facebook профил ја сподели министерот Лјупчо Николовски. Доказ за брзо и ефикасно решавање на сите предизвици со кои се соочуваат нашите земјоделци. Интензивно се работи и со полна пареја на санација на цевководот Макарија. Веќе во текот на наредната недела ќе протече вода низ цевководот, при што површините под Кајсе и Праска во Росуман и Градско ќе го имаат својот род. Граѓаните да останат спокојни, сезоната е спасена, а ние секогаш сме на страната на земјоделците. Се вели во објавата на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Лјупчо Николовски на неговиот Facebook профил. Во дневникот информација и од инфраструктурата, градежни активности во Кавадарци и околните места, се санираат локални патишта во Дреново, а во градот се крпат ударни дупки и се поставува нисконапонска мрежа за улично осветлување. Општина Кавадарци континуирано работи на санирање на локалните полски патишта. По барање на местната заедница Дреново се работи на санирање на локалните полски патишта во село Дреново. Истовремено се врши санирање на ударните дупки во централното градско подрачје. Од предвидените 2200 метри квадратни, асфалтирани се 1300 метри квадратни. Изведувач на работите е фирмата Изолација. Исто така во тека е поставување на нисконапонска мрежа за лед улично осветлување на улица Домовица. Се работи на должина од 430 метри, ќе се постават 18 светелки со моќност од 35 вати. Изведувач на работите е фирмата Оја Дуел, а финансиската вредност на договорот е 1.600.000 денари. Во дневникот информација и за хуманите луѓе, трета традиционална крводарителска акција за Харчев 2023. Кавадарчани уште еднаш ја покажаа хуманоста на дело. До 13 часот собрани 60 крвни единици. Во овој летен период недостатокот на крв е многу чест и затоа добро е да се организираат и се организираат вакви крводарителски акции во сите градови во Република Македонија. Ова е трета поред крводарителска акција во чест на Захарчев Маријан, кој што прерано пред 3 години го загуби својот живот во сообраќајна незгода. Акција која што има голем одзив и која што веќе стана традиционална, токму од прилика на денот кој е загинат Маријан во сообраќајната незгода, и јас секоја година, како и голем број на наши сограѓани, редовно учествувам на ова акција и така е денес и вашата екипа баш овде ме начека на дарувањето на крв. Би кажал дека Кавадарци, Црвен крст Кавадарци, редовно е помеѓу трите најдобри организации во делот на крводарителството. Последните 2 години ги заземавме првото и второто место во Република Македонија како организатори на крводарителските акции кои што се организираат на наши подрачје, а го покриваме и Кавадарци и општина Росуман, како организација на Црвен крст. Нас ни годи многу што сме на тие први 2 места, се надеваме дека и оваа година ќе бидеме меѓу првите 5, редно и некој друг да биде на прво место, малку да се мотивираат крводарителите од сите општини. На првото место, ако оди вака работата, ако оди вака работава, како што оди и денес, до сега имаме над 50 крводарувања, а очекуваме да има околу 70. Тоа е отприлика нешто што е зацртано. Во текот на годината имаме повеќе и редовни и воредни крводарителски акции. Во средните училишта 2 пати во текот на годината, во поголемите компании како Евро, Никел, во Алијанс, Луан, во Тиквеш, Винарска визба. И морам да нагласам, има граѓански акции за сите, во локална самоуправа, во општина Кавадарци и овде во Домот на културата, каде што овие 2 места крводарителите се осеќаат најдобро, бидејќи просторот е поголем и овозможува да се организираат вакви крводарителски акции. Испуштив да кажам и дека во Дрекстермајер имавме
пред месец-два една успешна крводарителска акција, а најуспешна би ја спомнал во декември месец секогаш со навивачката група Лазар и Исток од Кавадарци. Последната во декември месец 2022 имаше 127 крводарувања. Се надевам дека сите овие успешни акции ќе ги повториме и дека бројот на крводарители и крвни единици кои што ќе бидат собрани ќе се движи тука некаде околу 2500, што ни гарантира место на врвот, да речем, по крводарување во Република Македонија. Инаку годишниот план за Кавадарци и Росоман, оно што е зацртано како општинска организација, изнесува 1184, нешто што ние до сега го надминавме. Значи, до крајот на годината сите дарувања ќе ни бидат плюс, сигурно ќе ја дуплираме бројката, а доколку се најдеме некаде околу 2500 крводарувања, значи може да сметаме пак на некое високо место во државата. Се става во мирување упатството за водење на матични книги. Уставниот суд пресече. Се замрзнува графата за етничка припадност во изводите од матичната книга за родените. Поведена е постапка за оценување на уставноста на упатството, кое во јавноста е познато како упатство за водење на матични книги. Она што е важно да се напомене за граѓаните е дека на денешната седница одлучено е да се донесе и така наречена времена мерка, односно решение со кое се запира извршувањето на образците кои веќе се во примена. Конкретно само на изводите од матичната книга за родените со оглед дека останатите образци се со одложена примена од 1 јануари 2024 година. Кај имаше различни размислувања, меѓутоа на крај сепак е најважно мнозинството. Со оглед дека имаше 5 гласа, она што е клучно е дека Уставниот суд поведува постапка. Во дневникот информација и од билтенот на МВР, голема координирана полициска акција во нашава земја. Претрес во Скопје, Ресен, Битола и Кочани, а приведени се 18 лица. Од страна на секторот за внатрешни работи Скопје, во содејство со одделот за криминалистичка полиција и одделот за специјални полициски операции, во координација со надлежен јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Скопје, беше спроведена координирана полициска акција насочена кон лица инволвирани во криумчарење на луксузни моторни возила на подрачјето на СВР Скопје, како и на подрачјата на Битола, Кочани и Ресен. При тоа извршени се претреси на 24 локации, кај вкупно 23 лица со цел пронаоѓање и обезбедување дополнителни материјални докази кои потекнуваат од извршени кривични дела, а од слобода се лишени вкупно 18 лица, додека по 3 лица се трага. Од страна на СВР Скопје, во текот на денешниот ден ќе биде поднесена кривична пријава до ОЈО Скопје за сторени кривични дела, криумчарење, прикривање на стоки кои се предмет на криумчарење и царинска измама, фалсификување исправа, спречување докажување, злоупотреба на лични податоци, фалсификување службена исправа и компјутерски фалсификат, и тоа против 21 лице на возраст од 20 до 49 години, од кои 5 се вработени како референти во одделението за управни работи Скопје, како и против едно правно лице од Кочани. Од страна на СВР Скопје, при преземањето на мерките и активностите во рамки на спроведеното криминалистичко истражување, утврдено е дека во периодот од 2020 до 2022 година пријавените извршувале криминални активности, односно криумчарење на луксузни моторни возила, така што им ги менувале оригиналните идентификациони броеви на шасијата, потоа изготвувале или обезбедувале фалсификувани документи и ги внесувале преку државната граница со оригинални или со фалсификувани странски регистарски ознаки или со претходно издадени македонски регистарски ознаки. Така, избегнувајќи царинската контрола, ги пренесувале како непријавена стока без да ги пријават за транзитна постапка за да се отпочне царинска постапка во Скопје. При тоа, искористувајќи фалсификувани документи, како и претходно издадени оригинални македонски регистарски ознаки, кои потоа со употреба на лажни јавни исправи како вистинити, односно со фалсификувани идентификационен број,
ги легализирале возилата како оригинални, со цел нивна понатамошна препродажба преку фиктивни продажби како хаварисани или нивни продажби за нереални износи со цел стекнување на противправна имотна корист од околу 36.329.247 денари, односно над половина милион евра. Во рамки на истражувањето, одземени се 14 патнички возила кои се предмет на потрага во Србија, Босна и Херцеговина, Белгија, Луксембург, Данска, Германија, Шведска, Велика Британија и Бугарија, како и джип Land Rover и еден мотоцикл. Инаку утрово, со судска наредба и во координација со јавен обвинител од ОЈО Скопје, извршени се претреси на доми други простори кај 23 објекти на подрачјето на Скопје, како и во Кочани, Битола и Ресен, при што се пронајдени и одземени еден воздушен хеклер, марихуана, еден пиштол, прашкаста материја, преку 400 куршуми калибар 9 мм, 12 куршуми калибар 7,64, куршум калибар 7,65, куршуми калибар 7,62, куршуми калибар 7,62 по 39, 40 куршуми за гасен пиштол, 2 воздушни пушки, детектор за метал, 4 рамки од по 25 куршуми, еден топовски удар, една рачно направена бомба, еден панцир со плоча, бейсбол палки, ножеви, стари полициски амблеми, радиоврски, дрон, сензор за аларм, пригушувачи, компјутери и поголем износ на пари во различни валути, потоа 8 договори за купопродажба, печати од правно лице и други предмети. Приведените лица во текот на денот ќе бидат изведени пред судија на претходна постапка. Продолжуваме на тема политика. Ковачки на прес на ВМРО ДПМН обвини Бектеши е запознат со состојбата во семејството Ахмети. Во 2018 година е основана Helios Plant, фирма во сопственост на синот на Али Ахмети, Шкумбин, и неговите братучеди Бесијан и Дрин. Фирма чија основна дејност е производство на струја. 2 години подоцна, Зоран Заев, како премиер, и Крешник Бектеши, како министер за економија, ја најавуваат програмата на владата Акција 21, при што Заев најавува распишување на тендер за фотонапонска централа од 60 мегавати. Инвестиција која самиот Заев ја најавува дека е во вредност од 35 милиони евра. Најавата на Заев целосно се совпаѓа со планираната инвестиција на семејството Ахмети. 60 мегавати фотонапонска централа вредна 35 милиони евра. Во 2021 година, исто како и денес, министер за економија е Крешник Бектеши, кој вчера видовме дека поприлично е запознаен со бизнис активностите и имотната состојба на семејството Ахмети. Дали инвестицијата за која што Шкумбин, Бесијан и Дрин ја отвораат Helios Plant е всушност 60 мегаватната фотоволтаична централа вредна 35 милиони евра. Дали Крешник Бектеши одблизу запознаен со истата и дали тоа е причината поради кој тој, како портпарол на кланот Зајас, е прилично упатен во бизнисите и имотната состојба на семејството Ахмети. Знаејќи дека се чекаат мислења и одговори од повеќе институции, го прашуваме Крешник Бектеши, кога очекува да стартува проектот за изградба на фотонапонска централа на семејството Ахмети? Дали Ахмети чекаат на владата да го објави огласот за истата и дали ова е следната мултимилионска инвестиција на кланот Зајас? Дали оваа инвестиција е причина за нервозата на кланот Зајас, па вчера го активира и Бектеши во обид да го правда Шкумбин како млад, успешен бизнисмен. Кланот Зајас треба да се соочи со одговорност, а дуи со опозиција. Потребни се промени. Во дневникот информација и од образованието за следната академска година на УКИМ ќе може да се запиша 10.473 студенти. Надоместот за студии во државната квота останува 200 евра и 400 евра за вонредните и оние кои ќе се запишат со кофинансирање. За запишување на студенти во прва година во академската 2023-2024 на факултетите во составот на Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје има вкупно 10.473 слободни места. Според конкурсот на УКИМ, 5.074 места се наменети за редовни студенти во државна квота, тоест кои се финансираат од буџетот. 4.439 места се за редовни кои плаќаат школарина
и 960 слободни места има за вонредни студенти. Како и во минатите години, надоместот за студии во државната квота е 200 евра и 400 евра за студентите што ќе се запишат со кофинансирање на студиите и за вонредните студенти. Првиот рок за пријавување на кандидатите е 30 и 31 август. Вториот рок е 18 и 19 септември, а третото пријавување на факултетите на кои ќе има слободни места е 28 септември. Во конкурсот, објавен на веб страницата на УКИМ, www.ukim.edu.mk, се наведени условите и критериумите за запишување, документите што се потребни за пријавување, како и пресметка на поените од успехот постигнат на државната матура. И вообичаено ни за активности на темата спорт. Македонија само преку еден бараж до светското. Квалификациите за светското ракометно првенство ќе се одвиваат во 3 фази. Вчера во Виена, во седиштето на Европската ракометна федерација, беше извршена жребката за првата фаза од квалификациите за светското првенство од 2025 година во ракомет. Во првата фаза ќе играат само 10 селекции во бараж средби, наместо како досега на квалификацијски турнири. Паровите за првата фаза се Луксембург, Израел, Велика Британија, Финска, Латвија, Естонија, Словачка, Косово и Турција, Италија. Овие надпревари се на програмата во ноември годинава, а победниците од овие 5 средби ќе им се придружат на Литванија, Украина и Белгија во првиот дел од втората фаза на квалификациите. Македонија е директно пласирана во вториот дел од втората фаза, што значи дека ќе игра само еден бараж надпревар за светското првенство 2025. Жребката ќе биде на предпоследниот ден од Европското првенство 2024. Мундијалот во 2025 година ќе се игра во Данска, Хрватска и Норвешка од 8 до 26 јануари 2025 година. Првата фаза од европските квалификации за светското првенство 2025 ќе се одигра од 30 октомври до 5 ноември 2023. 10 репрезентации ќе играат бараж дуели. Првиот дел од втората фаза ќе се игра од 11 до 17 март 2024. 8 репрезентации ќе играат бараж надпревари. Во првиот шешир се Литванија, Украина, Белгија и еден победник од првата фаза, а во вториот шешир се останатите 4 победници од првата фаза. Вториот дел од втората фаза ќе се одигра од 6 до 12 мај 2024 година. 22 репрезентации ќе играат бараж дуели. Во првиот шешир ќе бидат селекциите кои на Европското првенство 2024 ќе се пласираат од 3-тото до 13-тото место со исклучок на Данска, Хрватска, Норвешка и Франција. Во вториот шешир ќе бидат селекциите кои на Европското првенство 2024 ќе се пласираат од 14-тото до 24-тото место со исклучок на Данска, Хрватска, Норвешка и Франција и плюс 4 победници од првиот дел на втората фаза. Продолжува инаку суспензијата на Русија и Белорусија од меѓународните надпревари, па така 37 селекции ќе бидат дел од европските квалификации, од кои домакините Данска, Хрватска и Норвешка, како и Франција, која е финалист од претходното светско првенство, веќе се пласирани на светското првенство 2025. Од Европското првенство 2024 финалистите, односно првиот и второ пласираниот, ќе обезбедат исто така директно место на Мундијал, па ќе останат да бидат пополнети уште 11 места од Европа. Променет календарот за ракометната лига на шампиони. Пелистерци наместо со Загреб на гости ќе стартуваат против Колштад во Битола. Европската ракометна федерација го промени календарот за надпреварите во Лигата на шампионите за сезоната 2023-2024.
Заради распределбата на ТВ правата на земјите со повеќе учесници во Лигата на шампионите, изменете календарот за Лигата на шампиони за предстојната сезона. Термините за Лигата на шампиони остануваат среда и четврток во 18:45 и 20:45. Па така, според новиот распоред, македонскиот шампион Еврофарм Пелистер, својот прв надпревар, наместо со ППД Загреб на гостински терен, ќе го одигра на 13 септември против Колштад во Битола. Па потоа следува на 20, односно 21 септември, гостувањето кај Алборг. На 28, односно 29 септември, во Битола гостува Кил. На 11, односно 12 октомври, Пелистер му гостува на ПСЖ, а недела дена подоцна на 18, односно 19 октомври, гостува на ППД Загреб. На 25, односно 26 октомври, во Битола доаѓа Киелце. На 15, односно 16 ноември, Пелистер ќе му гостува на ПИК Сегед, а недела дена подоцна на 22, односно на 23 ноември, следува возвратниот дуел, односно ПИК Сегед доаѓа во Битола. На 29, односно на 30 ноември, Еврофарм Пелистер патува кај Киелце и на 6, односно 7 декември 2023 година Еврофарм Пелистер ќе го пречека ППД Загреб. 4 преостанати средби од групната фаза ќе се одиграат во 2024 година. Традиционален летен семинар по бразилско џиу-џицу во Охрид. 20 членови на Центарот за боречки вештини Будо се здобија со повисоки појаси. На традиционалниот летен семинар по бразилско џиу-џицу, кој веќе 14 година се одржува во Охрид, под раководство на Роберт Наумовски, основач на Ultimate Jiu-Jitsu Австралија, прв македонец со црн појас во оваа вештина, и председателот на Федерацијата за бразилско џиу-џицу во Македонија, Ивица Алексовски, двајца членови од Центарот на боречки вештини Будо од Кавадарци добија повисоки појаси. Мартин Димитриовски, својата техника и досегашниот успех на надпревари, ќе го продолжи со плав појас. Изабела Зајков, најмладиот борец од нашиот клуб, се здоби со жолт појас, кој ќе носи успеси во истата боја на надпреварите во иднина. Сите кавадаречки борци кои учествуваа на семинарот имаа можност да присуствуваат на редок момент во оваа вештина, каде паралелно дури 4 инструктори се здобија со црн појас. И пред самиот крај на дневникот да видиме какво време не очекува веќе од утре. Сончево и топло со мала до умерена облачност, ќе дува умерена долж поврдарието повремено засилен ветер од северозападен правец. Попладне ќе има изолирана појава на краткотрајна нестабилност. УВ индексот ќе изнесува 8, температура до 33 степени. Почитувани гледачи, ова беа настаните со кои го заокруживме и денешниот ден. Останете и понатаму со КТВ телевизија и имајте пријатни мигови.